Моje pitanje Моето прашање се однесува на контекстот на добросуседски односи, како да превенираме нешто што ќе влие врз лошите односи. Се работи за лажните вести. За мене лично лажни вести се сите оние кои што почнуваат со следната информација. Добро информирани, неименувани дипломатски извори. Кога дојде до политички промени во Република Северна Македонија, се зголемува број на лажните вести кои што почнуваат со тие наслови, со отворени напади кон премиерот на Зоран Заев према мојата држава и према мојот народ. Можам и да ги цитирам медиумите Вечерни новости, Блиц, Курир и останатите српски дневни вестници кои што со своите наслови влијаат на влошување на политичките односи. Не само помеѓу двете земји и помеѓу народите, се пишува за се и сешта, за некои центри за известување и сето тоа кулминираше сега со аферата Рекет. Уште еднаш од неименувани извори да се дојде до создавање на шпански серии. Дали српската влада има институции кои што се борат против пласирање на вакви лажни вести? Дали некој реагираше до сега? Дали постои можност да се превенираат вакви појави на лажни вести? Јас ке кажам пред се дека феноменот на лажни вести е феномен со кој се збори целиот свет и сака да го сузбие. Тоа е феномен на современите медиуми, на современото време, на еден начин на комуникација на социјалните мрежи. Јас земав учество на повеќе меѓународни конференции кои што се однесуваат толку на проблемите кои потекнуваат од пласирање на лажни вести. Тие ни одземаат многу време, многу енергија и секогаш имате дилема дали да работите со лажните вести, да објаснувате кои се, да се справите со нив или да работите во интерес на граѓаните и да се борите за она за што граѓаните ве одбрале и за што ве плаќаат на крајот на краиштата. Ние се трудиме секогаш да се фокусираме на конкретни работи, како што е ова денес, што може конкретно да допринесе на подобрување на квалитетот на животите на нашите граѓани. Веруваме дека нашите граѓани самите ќе може да направат разлика што е лажна вест, а што се подразбира под вистинска вест. Не сметам дека се додека имаме зголемен број на конкретни иницијативи, заеднички проекти, добри идеи кои ќе се реализираат, директни комуникации, меѓусебни посети, тоа дава што подобра слика за меѓусебните односи во споредба со истите останати лажни вести. Лажните вести се нешто што и ние и политичарите ширум светот ќе мора да се справат со нив. Тоа ќе биде еден од проблемите со кои ќе треба да се соочат и да побараме некој заеднички институционален одговор. Дали може на истото прашање да одговори господинот Заев? Добар ден, јас само да се надоврзам. Голем број на таблоидни медиуми во Србија известува за аферата Рекет, која што е актуелна и во вашата земја, но и во нашата, и во контекст дека вашата политичка кариера е при крај, дека сте вмешани директно во целата афера, без наведување на било какви докази при тоа. Ете, токму тоа, како ваквите надписи, ваквата реторика може да влијае на односите помеѓу двете земји. Ние го имавме председателот на Република Србија кој рече дека има уште голем број на изненадувања, се потпра на многу блиски извори од Италија. Нашата земја, оваа влада, јас лично како председател на владата сме целосно 100% определени на градење на добри билатерални односи. Нашите односи помеѓу Република Северна Македонија и Србија од секогаш традиционално биле добри. И наша обврска е тие да растат, да бидат уште подобри.
Сигурно нема да дозволиме одредени лажни вести, посебни медиуми со одредена цел, веројатно, да ги нарушат тие односи. Мене ми е драго што вака низ прашање вие новинарите давате придонес, заради тоа што нашите односи се добри. И ќе бидат долг период добри, затоа што нашиот народ е поврзан меѓу себе, се почитуваат, соработуваат, а ние политичарите треба да им служиме. Секако како и на секој, така и на мене тешко ми паѓа, кој ги гледам лагите, невистините и слично, се обидуваме низ вистината со одговори да ги дадеме одговорите на овие прашања и ќе продолжиме на тој начин. Како што рече Ана, еве јас ќе потврдам, светот има голем проблем со фейк ньюс, со лажните вести, со овие проблеми и ќе мора да изнајдеме институционални решенија на борба. Видовме дека лажните вести може да уништат интегритет, чест, достоинство на една личност, на цело семејство, па некаде од пријатели меѓу земјите да направат дури и непријатели. Гледаме што се случуваше во американското општество заради, не знам, лажни вести кои што се пласираа и може да нарушат односи Америка-Русија, например, како две големи велесили ги користам. Политичарите, јас знам по мене, ни е должност да работиме на градење на пријателството. И секогаш да помогнеме сите на стандардизација, на разграничување што е тоа критичко новинарство, што се лажни вести. Критичкото новинарство треба да го има. Тоа е четвртата власт, седмата сила. Тоа е многу здраво за демократијата. Но истовремено, лажните вести и невестините се штетни за демократијата. И тие уништуваат демократијата. Кај нас почнаа да работат Сдруженијата на новинари, медиумите да направат регистар на портали, да направат регистар на фейк ньюс, регистри на разграничување, кое што сигурно ќе даде придонес, но досега најсериозната алатка на борба против лажните вести била вистината. Многу кратно повторување на вистината, за да може да се разграничи од страна на читателите, гледачите, што е лажна вест, а што не е лажна вест. Благодарам.